се убедивме да купот од Македонија иде до тоа. Сега малце преговараме околу цената, они нудат една првата цена што понудија со димни древоци со димна амбалажа, даваат 15 евро центи. Тоа е некаде околу 9 евро. Што е многу малку. Значи се бејч. Ама, од друга страна, сега треба да гледаме вака да видиме прагматични. Ние имаме два проблема. Едно е што немаме откуп, нема кој да ја земе. А второ е тие што сакаат да ја земат евентуално е со цена од овие 9-10 денари колку што договарат. Ако гледаме долгорочно, ние го зборевме во Министерството, не можеме секоја година да вака гаснеме пожари и да преживуваме годината, треба да гледаме визионерски. И во тој дел ние веќе разговараме и сериозно размислуваме идната година кога ќе дојдем во Делчево, да не збориме за вакви ситуации како кој да ја земе, колку да ја плати, па дали ќе биде рентабилно, дали нема да биде рентабилно, него да збориме како да ги изголемуваме насадите. Ние мораме да работиме на воспоставување да имаме поддршка како Министерство, како влада за семени дистилерии, за секој да може да си прави производ кој што ќе може да го пласира и ќе биде дополнителна вредност, односно дополнителен приход. Второ, треба да другите сет на мерки, колку субвенциите да го задржиме ова што ги имаме како производство. Сега во оваа година ние што можеме да направиме? Ние можеме да направиме да обезбедиме пласман од овие 9-10 денари зависно и веќе во консултации со премиерот ќе помогнеме во делот да се доплати некаква разлика за да имаме некаква позитивна нула. Од проекциите кои што ми ги кажа поединци и со некој од разговор со вас дека цена која што би дошла негде околу 14-15 денари соцрекно би била некакво задоволство покритие на тоа што значи производна година. Со оглед дека индустрија, дека градот направи штета, сушата направи штета и така натака да компензираме и да останеме да стимулираме и за наредна година да имаме некакво производство, бидејќи за овој регион покрај сточарството и ова ни е едно од побитните работи. Управо се, нели? Тоа е битно. Да. Затоа денеска дојдов во Бека да оваа средба да ги сондираме одлично вако терен ситуациите, да се договориме. Јас и денеска сум на линија со овие кои што се со купци од Србија, да видиме ако можеме да извлечем барем уште еден денар, да дојде до 50 денари, разликата до 14 денари да доплатиме ние како држава. И тоа доплата да биде преку интервентниот фонд, што значи по завршување на бербата, па кога негде, крај на септември или порано кога? Септември треба да биде. По завршување на бербата, негде крајот на септември, почеток на октомври. Ајде да се слушаме. Добро, може ли да довршам? Сега немој да се карате за 5 дена плюс минус. Значи, по завршување на бербата, кога и да е 5 септември, 10 септември, веќе во октомври месец преку интервентната мерка овие разлика во доплата во денари да ви ја пуштиме веднаш. Знам дека работниците ги бараат пари веднаш, значи треба да се закрпат некои ситуации, така да таа доплата треба да биде веднаш. Спремен сум на информација на влада да одлучиме да ги сплатиме овие средства. Затоа првенствено сум фокусиран први да најдем да повеќе овие 600 тона се 20% тоа што треба да го пласираме. Да видиме со Србите 1000 тона, ако можеме уште повеќе 1500 и некако да го затужиме, еве, ќе се јава 10 Има и чешки интерес, само првите таа цена. Да, ама ние битно треба да обезбедиме што е можно повеќе купци, да извлечеме што е можно повеќе од нив, а разликата во цена да ја доплатиме ние како држава. Како Министерство, како влада. Обучувањето да почне бар од 25 некасно, да трае бар до 20 септември. До 15 септември некасно. Кој те ограничува да кога се даде? Има ограничување. Кој ти е тоа ограничување? Кој ти те ограничува? Додека може да береш ден, кој ти те ограничува? До 5 септември. Се знае кога Не може до 5 Али ние проблем. дека некој спомна 5 до 5 ќе трае мерката. Додека трае бербата, си е берба. Јас знам дека по календар, по технолошка зрелост и по статистика изминати години, до крајот на септември како и да е треба да заврши. Така, сега да не се збориме да не испадне некој разбирање дека до 5. Са поради сушата малце порано ќе запане со берба. Да, исто и со грозјето. Порано е бербата, порано ќе заврши бербата. Значи, се е тоа повлечено, скратени се работите, не е битно. Колку и да трае, секој што ќе предаде, ќе добие субвенција.
Тука не знам сега, кажете ми колку се очекува принос. Трябва да го видим, колко ќе го рачунаме. Вие кажете колку е Имавме принос. едно трик проблем пред предходните години со секретарот беше министр за земјаделие Трајан Динковски, имавме среба пак таму, најдовме солуција за проблемот, на крајот излезе луѓето се жалеа с многу скратено по декар просекот го намалиле за да се субвенционира и луѓето беа затечени. Сега очекуваат некои средства да им влезат, на пола на крај излегува. Тие биле тогаш не знам 1700 по хектара. 1600. Значи тоа е малку. А имаат предадено луѓе и А по 3. минимум И 2 треба да автоматски биде. секој си прави калкулација и на крај вика наш државата не изига. Јас си изгубив тогаш кој беше. Јас това го идем. Колку сега овие, еве сега, сами кажувате дека е намален приносот, родот е помал и така натаму. Колку се очекува принос, еве, по хектар, по декар, на дрво, не е битно. 50 корена стебла во декар, просек по 60 кила има. 2500 Има и големи, има и. Значи, идеално услови по 100 кила дава, еве кушията има, значи над 100 кила од стебла. По нормално, не е нормално. Некаде по бача пола се родило, некаде. На пола го. 50, На време да се оберат така, а ние почнеме късно да берем и, например, 70 кило от стебло. Колку ви е насадот? 5 на 4, 5 на 5. 4 на 4, 5 на 5. 4 разни на 4. рецепти. Средно 4. Од 50 е некоја средина на постепа на декар. Или 40 или 4 на 4 и 60. 6, а плюс 60. Ајмо се да се слушаме. 50 евра. Многу сакале. И на старт бил. Добро, значи околу 40 до 50 килограми по стебло се очекува принос ова година, така? Да. Ако имаме 450 стебла, 500 на хектара, тоа значи дека негде околу од 17 до 20 тона се очекува на хектара принос. Некаде нема никој месецила за што Ама различно секаде. ние збориме за некоја граница. Луѓе, сега збориме отворено. Не можеме сега да оставиме простор за манипулација. Ја гледам из цела држава, тие кои што сакаат да го заобиколат процесот, а не се земјоделци вистински, да истицат некој 20 тони на хектар, да. од државата некој ден. Тоа не се 20 тона на хектар, това е реално. 40 кило стебло. Не 22, 20. Ќе ме тера да отидеме да обереме едно дрво, да видиме колку. Збориме реално. Все зависи от која година и просечно за 13 години до 15 може да ради 100 или 80, ама има помали нашата по-големи. Ние треба да утврдиме горна граница. Сега долната граница не е битна. Колку да се набере, тоа е. Битно е да имаме некоја горна граница. Средна до 50 около 20 тони. 20 тона на хектар, најреално. 18. Годината, лани имаше повеќе. има много повече. Искате да 20, а и сегашно искате не. Да, јас тоа Колку е сегашна? Сегашно искате може да дойде от 13 до 15. Не, това зависи какво ги работят. От преди да знаем има много голяма разлика. Има сливи до тук, трябва и родило 2-30 кила, една си ги посветила нагоре. Зависи кой какво си ги работи с ними. И горката зависи, и дюбре какво е ставано, какво е защита. Лани беше умра, лани беше вие, Добро, ма сега збориме стриктно за оваа година. Не збориме за предходната, него збориме за оваа година. Ја не викам дека ако ги сработиш, ќе изведеш и 100, ама збориме за оваа година колку е максималниот принос. 20 тона. 20 тона е максимум. Најреално. Манипулации може да се направят само ако се продава во превозвачките пушетни. Ние превозвачките седиме много нямаме такива граници. Освен родини. Значи не може да се изманипулира количината, ако ще повече кръви да идват. Значи тук имаме царинска декларация, имаме индусна декларация, имаме окупна бележка. И много лесно да се пане заедно. Да не може купувачът да му напише фиктивна бележка на продавача, от нещо после трябва да тази машина да я оправда. Може да оправда два-три после да го оправда, но повече не може да оправда. Трябва да манипулации са тия, може да се направи само ако го дадеш
да се преработи по некој полуфабрикат. Ама има и друго проблем. Ето са 30%, капалање тера приватни све. Јас береме за рачија. Тие качи и пријавиме за некоја помощ. Да. 30%, а продаваме на обични све. Ако дојдат албанците да дојдат кај меничињето, нема ли да го дадат? Исто па, да, да си позаровите. Мора да ги бере. Причина што секој треба да се калкулира само, освен тоа одговора. Ако вие цени дека не треба да земете 5 дена да студенти од државата, а треба да ги дадете која цена на некој што пропагира себе економија во државата, однесувате економија, тоа треба да бидете скризирани. Значи, ако дојде некој со камиончета, треба да му кажете пусти 5 Ако не дена. можете вие да одговарите на понудата, И не мора да отпишеме. не може да се насливите на нивата, мора да се берат. Сега луѓе чекајте малце сега. Тука гледам нешто поими да не се разбереме погрешно, после средбата вака вече така вече. Значи тој што сака некој да ги продаде на некој кој што е прекупец, не знам, трговец тука низ Македонија, тоа си е ваша одлука. Ја не можам да ви се мешам, ама субвенцијата ќе биде напредадено во хотел или преработувачки капацитет. Таква е рамката на законот. Ја не може да ви дадат 5 денари нешто што ќе дајете вие на Това е окей, ама значи ако нема откуп, не може да сметнете и да остане оберено. Вие можете Збориме сега овие за да се береме се што има по количина. 2000, 600, таму има околу 200, 800, Рудине, овие иде до 500, пак е до околу 2500. Рудин не го рачуне. Рудине си има негово, ајде, добро. Он си има негово, него не го рачуне. Нас тие 2500 облегуваат и неговите, така. Ако збориме, ако ги одзееме, ќе имаме помала количина. Значи дека он сам ќе се грижи за него. Се таму збориме за тоа што ќе го предадеме или откупиме како откупувачи, односно превозачи, тоа да го доплатиме. Вие ако го продавате на некој од Скопје што продава на пазарите по маркетите, сигурно нема да му дадете за 10, така? Ќе му дадете за 15, за 17, 20, зависно од квалитетот. Значи вие сега ќе достигнете цената околу 14-15 денари, така? Много зависи колко ќе Видете сега, ако вие од Србија како најголеми откупувачи дадат 9 денари со нивна амбалажа и превоз, ние можеме да доплатиме на 5 денари по килограм продадено, значи 14 денари да биде завршено. Тешка е ситуацијата, затоа што буџетот сме наследиле многу празен, правиме напор и ова што го договараме со премиерот, исто така пренесе да на луѓето од Малешевијата да се иде во Песет, тешка е годината, да не ги оставиме на цели и нема да ги оставиме. И веќе од тука натака, значи од 30 септември треба да правиме план за идната година. Пари од програма, дестилери, системи, инвестиции и така натака, значи све да дадеме на тацна, за да идната година да не се радуваме сме ја продале сливата за 15 дена. И треба да размислуваме како држава, тоа не е нас како влада стратегија. Не можеме да се радуваме слива за 9 денари сме успеале. Не, ние треба да излезуваме каша, преработки, дестилати и така. Тука се парите. Ова не е успех јаволка да извеземе, слива да извеземе, праска да извеземе у каша и сме успеале. Не е тоа успех. Ова е само преживување. Ние ако сакаме да го враќаме Малешевијата во делот на производство, треба да имаме бренд малешевска ракија, треба да има да се продава, значи и домашно, па дури и за износ, што секој. Еве со виното ние мали семејни винари некако се разбижува ситуацијата, не е така застаната. Секој си наоѓа начин како да си го планира производот. Мито оваа година еве да завршиме со некој 14, односно 15, еве ако зима по 10 денари, тоа веќе ќе добие плюс 5 денари, ќе биде 15 денари. Ми тоа, верувајте, не можеме да ги убедиме, кај ги молиме од Србија да дојдат да купат 1000 тони, што да рече да платите по 20 центи. Тече, извинете, ама ние имаме наша. Тоа што ние горе-долу истата цена, знаете малку, они си огледат и домашното производство. Ние сега правиме напор, замолуваме да излезат во пресред, бараме помош, се договараме за да дојдат да ја купат. Джаме се 5 денари субвенција ако нема кој да купи. Не разбирате? А бербата ви е 6-7 денари по кило. Така. Значи, оваа ситуација ги решаваме двата проблема дечка. Да пласираме, да доплатиме, да дојдете на некоја позитива. Тоа е нешто мислам дека сега оваа година на некој начин да се одржиме во живо.
Сега дали некој има принос 13 тона на хектар, некој има 15, 17, тоа зависи од регионот. Кој како се сработил, така ќе добие и на... Много е битно да знаеме колко е битно. Дайте видео 18, дали 22 тона. Много е битно да знаеме. Не ли ти се субвенционира по кантарна бележка? Да. Да, ама треба да има горна граница. Не може да даваме субвенција некој да пријави 35 тона по Не можеш да го видиш. Ама што ќе го прави? Ако нема граница, некој ќе ти пријави. Како ќе докажеме ние дали се негови, дали не се Я негови? пред 2 години си приемих точно изпълнителите. Точно приемих, сетично подадах. Добро, горната Я знам граница... това било 17 тона. А имате много рота. Аз това има. Не има знае. Сварям, ако може да как става. Сваря, това е 12 години, това по-добре. Да знаем, че си вода. Нека да няма видео, да, точно. Зависи от нас. Думе за дека најреки ги се дека 20 тона. Нека това е след, нека и по-цяло. Нека да има добро. Ама на това ще отива, това е просто направо, значи не мога да правя си. Не е проблем, ако тази година нема откупи, да речем, ако нема некој покритие за до година не може да се стартува. Се ќе биде напуштена сила и секој остат. Затоа велиме оваа година да поминеме со некако мала заработува. Се тука видите, Покритие да има, да треба да покрива видиме реални дека и субвенциите не треба да ги занемаруваме. Помош се. Каква пара е дозадоволена? Че ова што го правиме интервентно да спасиме е едно, субвенциите се друго. Ако ги ставиме на иста калкулација, мислам дека е математиката не е за подценување на крај. Така. Ама ова го збориме сега, годинава како да предводиме, некој претходно можеби требало да се растрча да вара пазари, да обезбеди и така натака. Не можеме вака стихийно сега. Первава на грозјево ние у 5 до 12 решаваме. Треба малце визионерски, затоа велам, после бербата ќе работиме зимната година. Ке седнеме, ќе се договарам пестелери, до колку кила да биде производство, колку субвенции треба, колку треба да биде мерката, 5000, 10.000 евра по корисник. Разбирате, треба да договараме комисии, така да стартуваме да се договараме зимна година. Ова за мене е гаснење пожар. Тука нема стратегија, ова е купи ден продај, како ви кажам. Секоја година и се помалку површина, се напушта, нема производство. Не е квалитетно сработено. И моја система да се направи за наводнување, имате веќе систем няма да напред како се. Много проблем с системи, почива се много низи, не само около остатъци, и други култури, само ради система. А до некаде е почнен изграден? Не е почнен. Секоја влада 30 години да се има за... Не има предлог, никако да се почне. Значи, тук дойде и значи, пред 20 години да има малко този систем, барем дел, да спречи. По барем дел, че обработваме, че имало и доста млади фермери, че имало и новостари, че имало и все. Сега гледам полето, само суво трябва да кажа да се няма. Значи, това може да се дойде като предлог. Ако се не оправиш. Не, може, али има вече доста фирми големи, кои доста фирми земјоделски, кои се преголемат површината. Не се ќе да работат. Има кој иска да го работи, че откупи земја, че земе на тендер, кој има система. Сега никој не го интересува. Абе, ми сега нашите ние си оставихме, нема наводнување, Значи, погледнало на таква година, като сега ще има квалитет, има род, и може за друга година да стартува някой човек и да сака нещо да направи. Нема сакон, нема финанси. Господине министр, еве кај нас студенти зима, не съм против това. И всеко земле има позиция, кај нас дава, зимал съм деца. Между това, искам и не сакам да се формираат комисии на приявените насади. Дали се обработува и како се взима субвенции. Еве, аз да кажа за мен, да се против. Аз имам насади институт. И ме системите толкова е бил, господин Груев е бил, то институтно изпълни нещо. И като е работено, трека, например, да речем 1 хектар, няма 1 килограм трябва да се наскуби. Равно, насадето ми са пълни капацитет 90%, има проблеми само некои да чуят, които да внасят за задачата, и толкова години съм 5 пъти тази година паскал, една зелена душица и свитка листо, всяка живи изума. С това има
Уши за това право, че да се формира да се... Не да изпълваш я препарат. Мених 6 път да купи препарати, ги върнах да ме досва аптека, не мога да тя се покрие. Ни студенци покрива, нито покрива нищо. Съветвам да кажа, поставете по-добри контроли. На лице место. Приявил е долу. Абе, пустошите нас. И нас не преценявали упаза за пожар. Ние пожар имахме. Пред 4 години. Не съм отил, че бях по 250 евра на щетен, ще не кража помощ от никой. Ще сакам да кажа, че менека не може да ощети пожаро и Нема треба, сработено. Механизацията ще купи насадито, било после с механизация нема проблеми и позволи 50 тона до 100 тона понавадя свини. Ама първа класа. Господино Мичо знае, аз съм национализм. Чакай, дали имаше хубаво в моята стила. Види ли, Аде? Аде са, ако си да рекошен како те да се пофалим къде е крајчеви. Убава поинта остави тоа секаде го комуницирам во јавност. Ние не можеме само да ги обвинуваме откупувачите, трговците, министерството и така нататък. Треба да бидеме реални, да сватиме од другата страна. Да. Дека имаме такви некои земјоделци кои што се нарекуваат, кои што не инвестираат, не работат, а се терет на оној буџет кој што го делиме како субвенции. Вистинските земјоделци не можете да дојдете до израз. Умираме. Или ви ги зимаат дел од вашите пари, затоа што и они се во игра. Тука има и завоздари, има и земјоделци, има и обостаричи, и секаква категорија. Она што треба да се работи и ќе се работи е да се дефинираат тие две граници. Тој што е вистински да има приоритет, тој што сака да користи субвенција, да не инвестира во насадот и така натака, тој ќе биде елиминиран. Знаеме ни, ево, појдете во Ресенско, имате бабчи, таму викаат бабчи со овошни насади со јаболка, не ги работат. А се први гласноговорници кога треба субвенциите да се земат, па бараат дури изголемување и така натака. А тој што е вистински овоштар, кој што инвестира, прска неколку пати, значи работи, се труди, тој е во иста категорија со други. Тоа нема да биде така. Ние, ако ги даваме парите по субвенции, треба да ги даваме на вистинските земјоделци. Не можеме во иста категорија да ги ставаме и тие кои што не работат, само чекаат субвенции и кои што работат. Тука немајте дилема. Овие пари кои што ги одвојуваме како држава, кои што земјоделството зема приоритет, треба да бидат навистина наменски таму кај што ќе имат ефект. Одржавање на овоштарството, а не само да го имаш на имотен лист. Да извлечеме заклучок. Овие договорени количини кои што ги правиме како купци од надвор од Македонија, да го собереме целиот род. Ќе ја прошириме истрагата по купувачи, да зголемиме конкуренција, ако успееме да извлечеме уште денат плюс од овие 9 кои што првично ги даваат, практично ќе биде цената на 15 субвенцијата. Немаме простор за подкревање, тие што ќе земат по 9 ќе доплатиме уште 5, ќе биде 14, што сметам дека е некако позитивна нула. Сега да не ја правиме математикава, субвенциите, приносот, мислам дека не е за занемарување целава ситуација, да спасиме годината и по точка 2 ќе работиме после бербава за идната година како да обезбедиме сигурен пласман. Дали за домашни преработка, дали за дестилерии, дали за преработување и така натака, да не дојдеме во ваква ситуација. Да преживеем. Да, бербата нека тече, ќе ми оставите вие 10 на 15 дена ова да го формализираме со одлука на влада, оваа субвенција која што треба да дадеме и ви ветувам дека негде октомври месец ќе ви исплатиме како интервентна мера. Не да чекате идната година, него сега интервентно се плати. Да, добро, треба тоа да работи. Тоа, да, и до сега мислам дека не знам, еве сум ги следел претходни години, не знам, во август била 2 месец, 2 денари, во септември била 3-4-5 денари, па ограничена количина на 15 тона, ви очекувате да имате повеќе принос, ве лимитираат, испаѓа меркава дека не е 5, него уствари 2-3 денари, што е нефер. Ќе ограничиме горната граница да биде 20 тона по хектар, мислам дека е реално со оглед на година, кој колку ќе набере, толку ќе добие субвенција и така да завршиме оваа година. Мислам дека е фер предлогот. Да. Ова е вакација со одобрување првично да премиерот Савалјева го запозна, даде позитивен пас на земјоделците од малешината, треба да им се помогне и истото од нас ни е важен, како култура, како земјоделци. Затоа сум денес овде да го подискутираме, да ви го ветиме и да почне целиот процес. И од пиење. Прашање за втората класа слива што нека што не може да оди на продажба.
речите да, дали че има исто интервентен фонд за таа тонажа нещо, ако може да се око дел, ако нема на време откуп, сигурно иначе падне на земја. Таа слива имаме како род, а че немаме фонд, бидејќи нема кантарна белешка да има, нема. Това че е секој приватно си да сработи, да не Ние збориме ова што е откуп да почне веќе од понеделник да се пласира, значи овие кои што договараме. Сега нешто ќе се преработи за домашни услови. Сега мораме, знаете како, програмата вели откупено за преработка или откупено да купуваш. Не вика нешто што е за домашна преработка на храна. И верувам дека Само тоа не е има мала само количина. капанеца, него треба да се носи комплетна, не само тоа е капанеца, што го подел не има. Само имајте во преглед дека во 12:30 треба дел да видам сока. Дума е кажеш. Ти прети ние кога си кога дома ја тебе Не, нема проблеми, него сакам за мерка што кажувате се што предакте се сте во право и сме дојдени во таа ситуација. Ние во таква ситуација се наоѓаме веќе 15 години, 20 години. Требне порано ВМРО да помане на власт, па дојда Јари на власт, а сега е повторно ВМРО да помане, формира влада и носи мерки за нашиот регион, за овостарство. Кај нас проблемот е постојан и во Берово, и во Делчево и сега. Народот се разочарува и насадите опуштуваат. Предходно имавме една таква мерка пред 4 години, кој имаше многу род, ми дадоа по 4 денара, на мене и на многу останаа сливите по нивите. На некои останаа на пунктовите, да дојдат се да штепат на Берено, увредни. Прачката имаше исто. На мене тие 4 ми ги замаќа. Истиот проблем. Добро, ја дека думам, после ви кажувам. Ние се случиме со истиот проблем. Ке нема кој да не ги преземе сливите, ке нема кој да ги откупи. Ние Руди не може да се да он си има негови сливи, он си е монопол, олигарх од транзиционното време, он си приказна за себе, држи ги најголите површини и ладилници, се наследи за нула пари и он си води посебна политика. Ние не можеме да спортираме на такива. Додека, ако сакаме развој за овощарството и Делчево и Берово, треба да влезнат инвеститори со големи капацитети на дистилерии, со хладначи, со преработка, со сучари, со каша што викате, со цапена, со други. И да се види отприлика колку има, за да се подигнат и да има волја и младите работат и нови наследници. Иначе това ќе изумре. Јас сам да ви кажам, планирам, што вика Славе имал многу убави наследи, јас ги моите цена и моите убави наследи, секој за себе си вика дека се најубави наследи. Планирам од година да ги оставам и да не ги обработам моите наследи. Немам големи површини, ама секој пат сам произведувал квалитетна слива. Знаеме се ние сите тука. Сме заедно и продавали и се. Него планирам од година да ги запускам и да се оправдуваме на слива. Искрено за мене си кажува. Оти на ода никако ме нацага. Ја ода со камерата организација со платени работници, сливата не е средно, чак тоа ми на терен, ја не може да сливам, че тоа на сливам, да не веќе нещо тези ден и на план сам да искупат сливи и да секој не отпружува. Со загуби сам така, не бъде со 100 денари сам плюс минус. За оваа година. Намалирали ги, јас бев у категорија 3 до 5 хектара, намалирали ги од 4.300 на 3.600 субвенциите, субвенцирани работата рака по скрпна препарати, услуги се скрпна живо, трошковник кој 10% и повеќе, порано со субвенциите дел се покривавме, дел се работа, сега не можеш веќе треба да уложиш уште толку пари за да гледаш квалитетна слива. Затоа немаме ни квалитетно гледана слива, запустени наследи, па ја мисля дека 50% и повеќе црнарници запустени наследи. И още ќе опустеат това. Си издржал колку издржи уште година и тата година ќе биде многу поразлично од ова. Дај Боже. Ако се работи системски нема да биде вака. При нас нема систем. Но сега мога ја да се поддадувам. Ја би сакал да појдем да биде. Треба да се платат да Зборите за објавата што беше од минатата година октомври месец, апликациите? За трактори се, дали имаме пак? Не, од минатата година аплицирањето што беше октомври месец повикот, апликациите се уште се изработуваат, односно се доработуваат. Таму се за мерка 1, мерка 7 и мерка 3. Имавме состанок со директорот на платежна, веќе наредниот месец и пол ќе бидат завршени и спремаме негде крајот на годината уште еден повик. Има за сите мерки.
Да, а веќе од идната година ќе има и повеќе фокуси за трактори. Од националната програми, од националните програми и преку ИПА. Значи, мораме да дадеме фокус на модерна механизација. Не можеме да развиваме модерно земјоделство рентабилно со механизација која што е стара до трајање, која што се расипува. Така да 2025 ќе биде моделот на механизацијата ставен силен фокус. Се надевам дека правите нема да нам бидат. Со Правите машини. се го Знаете како За тај што има доволно. во Министерството има податок кој до сега добил трактор, механизација, кој не добил. Од тие што не добиле, а се вистински земјоделци, верувајте ќе имаат приоритет. Не можеме да бидеме во ситуација во еден двор да има по 4 трактори, добиени, а некаде кај што има земјоделци не добили до еден и од година во година се разочарува. Ние ги имаме базата на податоци, кој добил, кој трактор, дали го работи, колку години поминали од тоа, дали се во исто земјено стопанство. Многу е лесно, само требало некој да сака до сега да ги подели како што се. Не за зашто другата имаме услуги премногу, а сме обидени, не нагласно ништо, него се објави некои што имат 1/10 од това што не го има. А ние што имаме огромни, значи сме одбиени, не се страни. И не знаеме зашто. Одговарат, немате доволно За појма. мало површина има добиено, да, а тие се по-големи маси. Од такви грешки Или не сте политички, не знам како. не, знаете како, од такви грешки, зборам грешки кои што бидат поставувам намерни, некој веќе денес не е директор на платежна агенција, некој не е веќе власт. Ние сме гарнитура која што ќе работиме согласно правила и процедури. Да нема таму линијата, па собнеш дали си над линијата, дали подовити или прв дојде пресуслужен, такви работи не треба да се работи. Сега кој што заслужува независно на регион и категорија за денес треба секој да добие. Затоа што малку имало нефер во делот и во делот на распределба на земјоделска земја, и на механизација, и на субвенции се правеле некои сега долги години е тоа обвинување дека имало партизација во тој дел, а во овој пат ќе докажеме со факти дека навистина имало партизација. Еве за неколку дена ќе слушате како една компанија која што била блиска до власта користела земјоделско земјиште, користела субвенции, а не го работела. А луѓето во атарите на селата молат да гледат земја за Тоа работа. пропадаме ние. Ама И затоа нема сме- да биде како до сега, ќе биде различно. Дај Боже. Тоа е Само појаки инспекции по населје. Да. На лице место. Значи, кои се обработени, Кој работи и субвенција, кој не работи, вие субвенција се решавате до дека. Јас би сакал тука ако може да превршуваме. прашање овде министри, Кипар, дали планирате наредната година, значи да Кипар да се дадат шанса за постојање на градобидни мрежи. Тоа е поглед, пошто гледаме таа година што се случи Тетово, Скопје, ланската година бевме ние. Дали планирате нешто од таа насока за да се заштитиме? Ако може преку ИПАР, некои програми, пошто гледаме некои година во година климатски фактори се многу лоши. Пред се за воштарството е многу лошо. Така е. Во делот на заштитните мрежи 2025 ќе биде преку национално финансирање затоа што условите се по-лабави, рокот на испорак, односно на сработување е малце побрз, а пиде преку ИПАР ќе се тоа малце временски да разложи. А мрежите како еден од моментите за заштита од природни непогоди од град, од сончеви израци и така нататък, ќе го правиме преку програмата за рурален развој како инвестиција. Ќе објавиме посебна мерка сега пошто чувствува потреба и е спремен да инвестира. Мора да биде насока да го заврши. Мора да биде на тоа насочи, пошто таа година гледам Скопје, Тетово, секаде мотиване прават. Ланската година беше ке нас страшно, сите го знаат тоа. Мора се мисли на тоа,